но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршуваш. Немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете уште. да сте саркастични колку што Дайте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во аргументи. Македонија, како што најавив предмалку, од секојаш била горда дека се смета за мултиетничко општество. Меѓутоа ми се чини дека од Охридскиот договор наваму, како во јавниот политички дискурс, се повеќе да доминираат двете поголеми етнички заедници, тоа се македонците и албанците. Какво во ваква ситуација се чувствуваат и како се организирани помалите етнички заедници, ќе говориме вечера со моите гости. Добро вечер за Ердоган Сарач, Движење за национално единство на турците. Драгиша Билетич, добро вечер. Добро вечер. Српска народна странка и Неждет Мустафа, Обединета партија за еднаквост на ромите. Добро вечер на сите. Господа, вие сте прв пат, ми се чини, во аргументи во оваа телевизија и драго ми е што сте тука, доаѓате некој од подалеку, некој од поблиску или обратно, но мислам дека ќе најдеме начин како да објасниме оваа тема што ја наметнавме. Мислам дека не е често во комуникација, во јавните настапи, но ете, телевизија Нова се определи на сите да им даде шанса, иако не сме јавен сервис, но мислам дека е добро заради плуралноста, заради демократичноста на општеството, да можат и граѓаните да слушнат како вие ја доживувате Македонија во изминат период од 90-те години наваму, поминени многу премрежија, се демократизираше, се плурализиравме. И мислам дека имаме час и половина безмалку да поразговараме на оваа тема. Ајде, господине Сарач, со вас да почнеме, вие доаѓате од Гостивар. Најдовте каде сме. Како можете вие да доживеете овој стил на комуникација, дека доминираат се повеќе албанските политички партии, македонските, дека на некој начин како да се запоставени помалите етнички заедници? Господине Љубиша, јас пред се, навистина од срце ви се заблагодарувам што не поканевте во вашето студио и сакам со тоа да ви посакам многу среќа и успех во етерот во Република Македонија. И навистина вие сте едни од тие кои не заборавивте и подсетивте дека покрај овие споменати групации или да речеме елементи на државноста на Република Македонија, македонците, албанците, прв пат имаме вака шанса отворено да зборуваме за теми кои директно засегаат и нас, турците во Република Македонија. Република Македонија е наша држава и татковина. Ние никако бинационализам не признаваме, затоа што сакаме Македонија да биде граѓанско општество и да владее правото и правната држава. Тоа што се манипулира со проценти, за жал, не се покажува секогаш како позитивно. Позитивна дискриминација во некои области во Република Македонија има, меѓутоа тоа не е доволно. И исто така неприфатливо е да се фаворизираат две групации во Македонија, а сите други да бидат запоставени, да бидат граѓани од трет ред во Република Македонија. Тоа ниту уставот, ниту законите дозволуваат. Меѓутоа, за жал, праксата тоа го прави. Јас мислам дека во Македонија, за жал, досега немаше државници или луѓе кои раководат со државата, кои имаат државнички капацитет, во смисла да има државна политика према другите национални заедници во Република Македонија, освен македонците и албанците. Едно време доминираше процесите на асимилација од двете страни, па покасно, наводно, како рековте, тоа навистина не може да стане збор за демократизација. Ние некои права и слободи што ги имавме во енумието, за жал, наводно во демокрацијата ги изгубивме. Затоа заради процентите. Например, во тогашните 34 големи општини во Република Македонија, турскиот јазик беше службен. Меѓутоа, друго е прашањето зашто не се употребуваш, зашто во пракса не се применуваш.
А сега замислете, наводно 21 век, демокрација, сите права и слободи се гарантирани со уставот и законите, за жал понекогаш немаме ни основни права. Во однос на правата, значи немаме во источните делови, особено во Република Македонија, немаме образование што може да се носи со конкуренцијата со македонците и со албанци. Немаме инфраструктура, немаме... Тамо се живее најмалку едно 60-100 години назад од ова, да речеме, Скопје и западно нешто од Скопје. Така да тоа е неприфатливо. Пак ќе повторам, значи подвлекува Република Македонија наша држава и татковина, ја сакаме така и така се однесуваме. Сме лојални граѓани на Република Македонија и сакаме и законите и одговорностите подеднакво да важат за сите граѓани на Република Македонија, затоа што ние сметаме дека значи нашата постула, филозофија е заживеј го граѓанинот за да живее државата. Нема државата да биде, не може да биде за некој мајка, за некој маке. Господин Сарач, дали се сложувате генерално со овие констатации на се извинам, господин Милетич, дали се сложувате со овие констатации, имате свој став околу етничката и политичка организација на србите во Македонија и дали одиме напред на некој начин сепак, без разлика на забелешките или може и да биде секогаш подобро? Први ние како колега Сараш да ви се зафалим што еве на некоја телевизија текна да не повика и нас помалите етнички заедници или помалите партии, мада ја не признавам и големи и мали партии, само големи и велики идеи, така да и у мали партии има изворедни идеи. Ја мора да ве посетим да сам еден од лидерите кои од осамостојување на Република Македонија па до сега руководим со партии. Кога ќе кажеме демократија, да, во ред, може би има некој напредок. Меѓутоа, што се тиче на србите, за нас србите, еве, и тоа е забелешка и на турците, се слушаме и колега од ромска националност, чини ми се да се задоволува само една групација од србите. Или оние кои се со власта. Кога се со власта, то ништо не значи дека е постигнато нешто за србите во Република Македонија воопште. Држава не може да биде само држава на албанците и македонците. Во устав се набројани и другите националности, но тоа е само на папир. А кога се однесува за политички живот, то не е така. Така да замеривме, лично јас замерив и на евроамбасадорите, зошто не повикуваат кога е завршено све. Само да попунат лист дека се повикани и други етнички заедници. Требаше нас прво да не повикат, пред да повикат овие големи партии. Да, тие се најголеми, да слушнат и наши запазувања и нашите проблеми и тогаш да се сугерира и на тие 4 партии, 2 албански и 2 македонски, што забележуваат и помали етнички заедници. Сега, ако земеме број на турци, срби, роми, власи, да не набројувам далje, ви знаете дека сме, да е тоа една значајна и бројка за респект која може да одлучи за избори. Така да, еднаш во една прилика, кога зборев со колеги, зборевме за една идеја, например, да се окупиме сите ние помали етнички заедници и да настапиме заедно. Тогаш би прашувал дали би могле да се однесуваат големи партии тако комотно и дали би држава могла така комотно да се однесува према нас и да каже да во држава има само македонци и албанци. Значи, ово е бинационална држава по сето тоа што го гледаме и сето тоа што страни изасланици доаѓаат и прифаќаат разговор со нив. Демократија денеска, у денешно време, тешко е човек да разлучи што е демократија, што е анархија. Нешто многу блиско е кај нас. Демократија и анархија. Луѓето мислат да можат се што да работат во демократија. Демократија е, значи, да имаш, како што рече колега Сараш, да имаш обврски
i da imaš prava. A ne samo da imaš obrovski, a nikakvi prava. Još mnogo treba da se raboti za da i nije pomali etnički zajednici ne tretirat ravnopravno vo site seriji na životot, a posebno vo koga se raboti za politika, koga se ragoti za odlučuvanje na država. Evo, zamislite da se postavi neko krucijalno pitanje kao što je prašanje često što se potegnu i što se deje golemi partiji raspravat za imena Republika Makedonija. Što pravime togaž ako oni zavzemate jedan stav, a nije zavzemaju drugi? Uslovno zborovom Republika Makedonija naša država, je čustvujemo kako naša država, zato što živimo tuka i nije i našite semesta i drugo ništa ne dođe protiv. Ali sakav čisto radi jedno poreduvanje, za da kažem, znači mora da shvatat deka sme tuka, deka živeme zajedno i da ne može nikako da ne zaobikolat. Do koliko pokušavat i ponataka da ne zaobikolat, na vistina će imat težak pad za da nas site zaobikolat. Неждат Мустафа, а со вас да го закружим овој круг на генерална оценка на состојбите етничко-политички во Македонија. Благодарам, господин Колоцки. Ние денове интензивно по сите медиуми ги следиме овие доста актуелни настани пред изборите и протежирањето на идејата дали Република Македонија влегува во една стабилна фаза на бинационална држава на македонците и албанците. Јас би се обидувал сега да ја парафразирам комплетна ситуација како ние во државата. Сметам дека е ова веќе многу касна тема на која што ние говориме. И дека во секој случај ги оптеретуваме граѓаните со нешто што веќе во реалност тоа постои. Што е она што постои во реалност? Дали албанците во собранието не говорат, пратениците, димни не говорат на албански јазик. Тоа беше еден од суштинските проблеми од 90-тите години. Да, говорат. Дали они документите своји не ги добиваат на албански јазик? Да, ги добиваат своите документи. Дали ние низ градот во Скопје не ги гледаме сите улици во центарот на градот дека ги пишува на македонско-албански јазик? Тоа е реално, де факто е таква ситуација. Дали во аеродром кога ќе влезете не ги слушате информациите на македонски и на албански јазик? Постои реалност. Се, дали оваа демагогија може или пак дали некој од политичките партии се обидува да користи нешто што де факто постои, а само во де јуре треба тоа да се претвори во една реална слика на кој што ние секојдневно тоа го живееме. Или примерот од локалните самоуправи. Дали во најголем дел од локалните самоуправи, каде што се под мнозинско албанско население, се извинувам, тие не говорат и не ги водат седниците на албански јазик или нивните службени вестници. Примерот со локалната самоуправа Шуторизери. Од тие со мнозинско ромско население, уште како градоначалник таму, ние го афирмиравме првиот службен вестник на ромски јазик. Мислам дека оваа тема се банализира по тоа што нема тежина повеќе да се дискутира за оваа тема. Дали Македонија цврсто иде кон бинационална држава. Прашањето е што сега овде е моментумот кој што албанската заедница сметам дека овие избори ги чувствува како пресудни, за да дефинитивно после изборите со коалициониот партнер, она што е де факто сака да го претврат во де јуре. Јас во таа ситуација навистина не гледам некоја новост дека се случува во Република Македонија, но она што мене ме загрижува на друга работа. Да кажеме, една од изјавите, дали албанското знаме, доколку се вее во Струмица, ќе ги прави граѓаните во Струмица или албанците во Струмица пострекни или понестрекни. Ќе ги прави побогати или посиромашни. Ќе ги мотивира децата да бидат подобро едуцирани или полошо едуцирани. Мислам дека во ваквите дискусии кои што тие фрлат некоја отровна искра меѓу граѓаните и она што е во де факто да се дава една друга димензија на целокупната оваа идеја, која што веќе зафати силна тежина во административниот дел.
вие во државната администрација може да гледате официјални документи на македонско-албански јазик. Сметам она што е непотребно за македонската демократија и што мислам дека ќе отежне и ќе дефинитивно умори и меѓународната заедница и американскиот фактор во Република Македонија од некоја реторика која што е загрижувачка за сите заедници, па и за македонскиот народ, како суверена заедница на македонската држава. Од и суверенитетот и интегритетот на Република Македонија му припаѓа на македонскиот народ. Нели? Со уставот на Република Македонија и на другите заедници во кои што живеат во Република Македонија. Тоа е, сметам дека ова не смее ниту да биде дилема, ниту пак смее да биде нешто што треба да се инвестира еден нов, силен, интелектуален, законодавен ангажман. И видите, ние живееме во Република Македонија во доста чувствителни времена. И овие теми кои што се отварат повторно во македонското општество се може да отварат страшни, ранливи позиции, ранливи страни, кои што дали ние имаме во Македонија од 2 милиона жители, навистина деновија што ги следам овие дебатни емисии, имаме ли ние интелектуална и политичка енергија се уште да се позанимаваме и да од една држава која што треба да се сконцентрира во евроатлантските конституции, во Европската унија, дали македонската демократија има се уште енергија да говори за едни за елементи за настани кои што ќе ја отежнува иднината на македонското општество и на македонските граѓани. Ја лично сметам дека тука треба да направиме дефинитивен крај и да не ги заморуваме граѓаните со изјави кои со реторика која што е загрижувачка, па и реторика која што може да делува врз целокупната хармонија на сите граѓани. Што се однесува до ромите, се извинам, што се однесува до ромите, ромската заедница, барем по мојата политичка странка, ние не сакаме повеќе да размислуваме и да ја користиме реториката на она мека реторика за инклузија, за интеграција на ромите. Јас во овој период, за овие 6 години со декарат и стратегијата, докажавме дека доколку има финансиска мотивација, дека ромите може да докажат дека може да бидат добри средношколци, да го завршат своето средно образование. Дека децата, доколку имаат услови да влезат во сите градинки во државата, она што го направивме, дека може да се интегрират и да го научат подобро македонскиот јазик, за да бидат подготвени да влезат во нормална настава. Отворили сте добра тема за образованието. Мислам дека ќе проговориме малце повеќе за тоа. Завршиме тука сега генерално за вашите оценки. Ќе направиме мала пауза за реклами, а потоа или реплики, или ќе продолжиме на неколку прашања кои ги подготвиве за оваа дебата. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Чао, Željko, ste ti? Aj sam. Šta se to dogodilo? 25 kg manje, zahvaljujući liposukcijskoj dijeti, preporučujem. To meni treba. Ako i vi tražite podstrek za lične promjene, onda ste na pravom mjestu. Debljine i salo mogu ometati naše vitalne funkcije, ali isto tako mogu i da nas hrane. Tako funkcioniše liposukcijska ishrana, natjerati tijelo da nas hrani vlastitim masnim rezervama. Zato je to ultimativan, efikasan i efektivan tretman za mršavljenje. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Скомрахи 2016. Кога на пријателството ќе додадете забава, на разговорот убави вести. И
кога ќе споите право место со право време, поминато заедно со саканите, тогаш сте ја направиле правата комбинација. Направете го вашиот VIP комбо и заштедете. Искомбинирајте телевизија, интернет и фиксна со 2 VIP мобайл линии со неограничени разговори кон сите мрежи и намалете ги трошоците. Плюс, добите Sony Xperia E5 за 0 денари. Јавете се на 0800 78 787 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Еве не повторно во аргументи. Разговараме со Драгиша Милетич, Неждет Мустафа и Ердоган Старач, околу, ајде овој дел за политичкото организирање на етничките заедници. Велиме сме плурална држава и од 90-тите наваму, навистина на политичката сцена се појави и исчезна голем број политички партии, но етничките заедници исто така се организираа во своји политички партии. Ми се чини дека е демократски предност или мана, не знам, во секојдневната политичка практика, но сите етнички заедници имаат по 2 или повеќе партии. Господин Сарач, како го објаснувате тоа? Добро, лошо? Бидете вака, Кој се жуѓе на правата и барањата на заедницата? Во зависност од развојот на капацитетот на демократските институции во земјата, може да оцениме еден дел како позитивно, после тоа навистина има негативни последици што не соодветства со бараните колективни права. Значи, еден од најважните услови зашто се создадува овие политичките партии на етничките заедници во Република Македонија е заштита на колективните права. Како поединци ние можеме да имаме супер права, да бидеме и министер, што знам ја, добро председател на влада не можеме, нема да не избира ниту македонци, ниту албанци, иако некои заслужуваат и имаат квалитети, навистина капацитет да водат државата, меѓутоа тоа ретко се дешава, точно тоа политичка култура за жал носиме со нас заедно. Значи од инстинктот дека мора да се бранат колективните права, за да градиме граѓанско општество, за да бидеме под еднакви пред законите и уставот и пред обврските, се создадува националните заедници. Јас како прв председател на една политичка партија на турците во Македонија, Демократската партија на турците, имав таква идеја. Навистина ние идеолошки бевме определени, бевме за Република Македонија, за нејзиниот суверенитет, дека мора да градиме граѓанско општество, меѓутоа со заштита на сите особености, посебности на турците во земјата. Значи, сите проблеми да бидат решени по пат на толеранција, меѓусобно уважување и почитување, и се разбира во тоа граѓанската смисла на зборот, да сите нешто одстапат од своите оригиналности. Така да градиме заедништво, да се почитуваме и на тој начин бидеме пример, не само за Балканот, него за свет, за целиот свет, дека навистина една држава која е мултинационална, мултиконфесионална, да речеме и политичка, навистина може добро да котира во однос на заштитата на правата и слободите и може да биде репер за сите други комшиски држави, да речеме како тој проблем може да се решава. Тогаш имавме една политичка партија, ние како Демократска партија на Турција, покасно под диригентство на власта, да речеме, одредени кругови, оние што не беа задоволни од нашата страна, се создаде уште една друга политичка партија, која 15 години немаше конгрес одржано, меѓутоа правните работи, значи правната процедура течеше, тие секојаш беа регистрирани. На кој начин, како, ние тоа не го знаеме. Денеска, за жал, ние имаме 3 политички партии во Република Македонија. Едната е во позиција и како приврзок на владеачката партија, тој изгуби од сјајот. Значи, порано, навистина во вистинска смисла на зборот бранеше идеи, бранеше заедништво, не беше филијала за труд за запослување. Сега тие стана како некоја поголема трговска организација која нуди само запослување, работување. Ќе се навратам да парафразирам една изјава на господин Али Ахмети, кој што смета дека не е добро за албанците ако се цепкаат на повеќе партии заради застапеноста во парламентот и заради
силата на моќта на гласачите. Дали е слично и кај турците, да речеме? Ние не застапуваме тоа теза. Но дали може да се рефлектира, да речеме, на начин ако се обедините на некој начин? Се теоретизира, Јас мислам дека би биле позастапени. Да, јас мислам дека после ова фаза најмалку ќе останат во Македонија две политички партии. Од Демократска партија на Турција денеска има големи превирања, големо незадоволство и дел од тоа гласачко тело преминува кај нас. Тие се наши стари познаници, наши стари пријатели кои не се задоволни од денешната позиција на турците во земјата, затоа што не понудија никаква програма да се подобри стандардот, образованието, заштита на културата, особено на културното наследство во Република Македонија, и тие ќе премигувате идеолошки разлики немаме така голем. Немаме. Значи платформата е скоро слична и од тука постои голема веројатност да се соединат во една политичка партија. Јас еден пат направив така нешто, се обидов. Меѓутоа денеска не можам да тврдам затоа што за жал сега имаме, ја мислам дека и кај ромите и србите така има, значи во едната етничка заедница, да речеме турци кои живеат од турцизмот и турци кои служат на турцизмот. Така да навистина сега имаме тука голема разлика. Што се однесува до ова претhodно, да ако може нешто надополнам, вака Движењето за национално единство на турците е навистина, без да претерам, вака е навистина глас и критична маса на турците во земјата. Организирали сме на цело ниво на Република Македонија, секаде имаме своји подружници и во тие села каде што има 5 куќи, да речеме, имаме таму наши седишта, наши луѓе, активисти, така да сме организирани на територија на цела Република Македонија и навистина сме ангажирани во вистинска смисла на зборот да Македонија биде правна држава и да владее правото, затоа што единствена гаранција за опстанокот на турците е да владее правото и правната држава. И во врска со овој Орискиот договор, за жал, вие констатиравте дека ние тогаш поддрживме Орискиот договор затоа што представуваше, значи, навистина клуч да престане војните дејства и да се седне на маса да се разговара. Ние почитуваме диалогот и се разбира со диалогот многу полесно може да се решат сите отворени прашања. За нас еден живот кошта повеќе од било која идеја. Така да, навистина, не сме во таа смисла на зборот да се жртвуваат луѓето за козметички преправување или на уставот или на законите во Република Македонија. Од тука ќе повторам, ние понатамо ќе се залагаме за Македонија да биде мултинационална, мултиконфесионална, за толеранција меѓу сите етнички заедници во земјата, а особено да се почитуваат уставот и законите. И значи единствен репер за квалитетот на правата и слободите да бидат и капацитетите на поединците. Господин Милетич, политичкото организирање на етничките заедници придонесува ли малце да се само идентификуваат етничките заедници, србите, без разлика што постојат две политички партии, да се артикулираат барањата во општеството и да се постигне една рамноправност, рамнотежа во институциите? Видите што ја мора да вас посетим како господин Сарач, кога бевме една политичка партија и ја таа партија водев и за време криза, кога беше и во тогашната Југославија, па после нели изби конфликт, па после изби конфликт и во Македонија, и сето тоа кога се заврши, нормално се основа друга партија, таа партија добија други малтене на поклон, но тоа не е воопште битно. Ништо не е страшно да постои две политички партии. Меѓутоа, страшно е тоа што ние како србите мора да имаме оно заедничко што е многу битно за србите во Република Македонија. Секој се чувствува дали припаѓа кон левица, кон десница или има ваква или таква идеја. Али оно што е многу битно за србите, тоа е значи образование, писани, штампани медии, култура, спорт, тука мора да бидеме единствени.
evo, kakva je ta, na primjer, kakva bi bila ta ravnopravnost kada imame, na primjer, na srpski, romski, turski, što je od država dozvoljeno, ni imame po pola sat, dodeka albanska zajednica ima taj program što žargonski se kaže full. Kada je tuka ravnopravnost? Zamislite, imate emisija pola sata, od toga to uredništvo dava 15 minuta dnevnik i 15 minuta muzika. Ne je to odraz na problemite za Srbite vo Republika Makedonija, no zašto dve politički partiji? Evo vidite, maka se mači da se napravi jedna izborna jedinica i tu go pozdravljam gospodin Tito Petkovski koji se od početak, pošto se znajeme dosta vremena, od početak zalaga za Makedonija da bude jedna izborna jedinica. Togaš se ranivi i jedni i drugi ovi golemi. Zato što to je sigurno, deka nije što sme pomali etnički zajednici, može da osvojime po 2, po 3 pratenika, nekoj možda i poveće, i koga će se stvoriti ta grupacija, to je veće po ozbiljna grupacija na pratenici u Republika Makedonija, koja sekogaš može da najde zajednički jezik i da delува zajedno za site etnički zajednici vo Republika Makedonija. No na golemite to ne im odgovara. Сега губите гласови. Но на големите то не им одговара. Знате како, ајде да споредим сега, кој што е сега модерно прашање, дали се каже америчко-руска политика прелама преко Балкан? Дали се СДС-овска и ВМРО-вска политика прелама преко малите партии? Да. Апсолутно да. И ние сме заложници на тие големи. Една партија припаѓа во еден блок, друга партија припаѓа во друг блок, али никако да оно што е заедничко, што е од витален интерес на секоја заедница во Република Македонија да исплива на површини. Во ред, денес е многу полесно да кажете што сакате. Меѓутоа, и вие сте новинар, барем вас ве знаем многу долго, знаете кроз какви се проблеми поминувавме и како држава, и како, например, српски ентитет. Не може да се каже да и ние како партија бевме многу нежни, биравме зборови, па не може да се каже ни да од македонски поедини партии бира зборови. Конкретно ќе го наведем Љупчо Георгиевски, кој сега се прикажува као за демократија, ама тогаш гласно јасно викаше сите Срби надвор од телевизија, сите Срби. Но тоа е што сакам да кажем, пак дојде малце демократија. Денеска тоа веќе не е така. Можеме да зборуваме нормално, може да комуницираме нормално. Но уште еднаш ќе да кажам и оно што е недозволиво и што е несвативо и што веројатно ќе ги натера сите помали етнички заедници да седнеме заедно и да наступиме заедно. Македонија ниту е била, нити пат ќе дозволиме да бидеме мултиетничка, ова бинационална држава. Не може. Тогаш, зошто сме набројувани на устав? Тогаш, само ако има... Мултиетничкото општество било скапо. Зашто е скапо? Па нема проблем. Знае се дека се македонци највеći број, па албанци. Нема никаков проблем, не е то. Ali to не значи за да ако се втори поред албанци или први македонци, сите други ние мора да бидеме во запечек. И онда кажу, па зошто не, вика, еве, ние имаме и Срби во нашите партии, имаме и Турци, имаме и Роми. Не се тие аутентични представници на конкретно збориме Срби. Не се тие аутентични представници на Срби. Ако има, јас знам да доволно има во сите партии Срби, тие се диспразирани низ цела Македонија, не се гетоизирани, само што има во тој Карадачки регион веќе концентрација на Србите. И тоа е добро. Тоа е може би добро од еден аспект, значи секоја заедница која се гетоизира не е добро. Ништо не носи добро.
Multietičnost znači bogatstvo. Multietičnost znači da jedna država može da napredува. Vidite, imate сега dobri odnosi Srbija i Makedonija. Često pati znam da kažem, će dojdat ministri, jedni, drugi, će se izgrlat, će se izbacuvat, na kraj krajeva dobro je, će se pomina večera, će se kaže dobro ovako. Što imame nije od toga? Što imame nije Srbite od toga? Točno je, ne sme više maltretirani kako što beše, pomina to zlo, ali možem da razberam i to vreme. Ama što imamo to? Baš zato treba da ne iskoridat nas ovije pomali zajednici. Zato mi vršimo pritisak na Srbija da Srbija vloži svoj kapital vo Republika Makedonija, kada što eto će se zaposli jedan del na Srbite, a normalno ne može, seko ima pravo da konkurira. Turci će insistirati vo Turcija, što znam, Bošnjacite vo Bosna, Romite imat dobri vrski ete so Indija, ne je bitno. Znači, sve koji može vo ta gradina od različnosti da napravime na vistina jedan ubav buket. Ama, nažalost, izgleda samo imame kako, ajde da se figurativno, pošto sam umem da se izlazim, imame roza i, da kažem, ajde karanfil. Ama to ne je buket. To ne je buket. Gospodine Mustafa, koliko romski partiji ima u momentu u Makedoniji? Da. Kako se povrзани? Да, и колегите они ова што го истакна, секако дека се работи за ромската заедница и идејата која што вечера ја трасираме, мултијазичноста, мултиетничката хармонија, мултинационалноста во Република Македонија, тоа е едно и букетот за кој вие сега говорите дека тоа е правото македонско лице пред меѓународната заедница, пред меѓународната јавност. Сметам дека многу посилен момент може да се постигне во Македонија поред овие прекрасни јазични термини што ги употребуваме во нашето политиканство, е во нашето македонско општество да придаваме да се секој граѓанин чувствува дека е еднаков. Доколку идеме и понатамо со тие етнички догми, која заедница е побројна или која етничка групација ќе направи поголеми политички атракции, мислам дека тоа се едни ранливи моменти кои што нема да ја гура Република Македонија во она на кои што некои си мислат дека дојдовме до оној резултат кој што го посакуваме. Од таа причина велам дека нашата позиција, на мојата партија е ромите сака да се чувствуваат во Република Македонија еднакви меѓу еднаквите. Ние престануваме да размислуваме и со декарата кога ја артикулиравме од хартија претворивме во дело, ние престануваме и не сакам јас повеќе да размислам со сочните термини инклузија на роми, интеграција на роми и така натаму. Ние сакаме практично и мораме реалноста да ја отвориме вечерва тука пред граѓаните, дека рамковниот договор нам на етничките заедници не отвори вратата за правична застапеност на заедниците во сите државни институции. Да не беше рамковниот договор, ромите никогаш во Република Македонија немале да го стануваат првиот ром министер во Европа, во светот. Значи, нашата материја и нашиот пристап кон рамковниот договор не смее да биде оставен еднострано само на една. Да, со сета почит, дека албанците беа протагонисти, албанците беа промотори кои што го отвараат тој рамковен договор и кои што и ние ја најдовме нашата можност да се правично интегрираме во државните институции. Но дали е тоа што го чувствуваат нашите граѓани, дали е тоа што нашите сиромашни роми... Само да должам. Еве, вие сте ром, јас сум србин. Дали не чувствувате да кога ќе дојде, еве, конкретно, да ги земем американците, сад да не земем сите, првенствено што прашуваат тоа е
каква е ситуација со албанците и каква е работа со... Добивам впечаток да се тие од стране единствено интересираат за албанците. Па после од смутак остане време малце, онда за други етнички заедници. Веднаш да ја довршам мојата мисла. Значи, во однос на целата таа политичка партиска артикулација, тоа е многу умно што се префрлува и со прашањето на Љубиша Вечерва, дали доволни се или бројот на ромските, српските, турските политички партии. Видите, те е таа умноста на многу реално македонскиот политички блок, кој што не реално, не објективно дава пристап и дава можности да политичките партии бидат основани преку комерцијални, персонални интереси. И сега, во тој блок на лични интереси, на создавање на политички, етнички партии кои што, како што рековте вие пред малку, без силна политичка програма и без силна политичка артикулација на собствените проблеми. Ние, ако не ги диагностицираме ромските проблеми, дека ромите се најсиромашни од сиромашните во Република Македонија и дека имаме најсилна невработеност на ромите во Република Македонија. И дека ако ние не говориме дека овој чувствителен проблем, како што почнавме да го решаваме, мора да стоиме доследно во решавањето на етничкиот проблем, синтагмата еднакви меѓу еднаквите. Како јас ќе се чувствувам? Мене ќе ме направи моето ромско знаме, ако го ставам во Гостивар, вие бевте од Гостивар, мене ќе ме направи посреќен ромското знаме ако го ставам во Гостивар, ако моите роми се уште живеат во мизерна бедотија. Значи, таквите етноцентрични догми кои што не носат добивка на етничката заедница, односно на македонскиот мултиетнички концепт, мислам дека се само едни политички пароли кои што на било кој начин се сака да се добива некој поем повеќе. Во однос на ромскиот политички блок, мислам дека ние тука сме загадени со 5-6 ромски политички партии создадени и тоа прибирани на едно или само на друго место, без да се има селективен пристап на одредена политичка партија, кој ја води, со каква структура. Видите сега, не можете вие да превземате некоја политичка партија со одреден председател на политичка партија, која што директно таргет групата, да кажеме ромската заедница, трпи страшен терор, трпи страшен отпор, трпи страшна стагнација и авторитетот преку таа личност се доведува во прашање, па добро, ако е тој најдобриот ром што ги представува ромите, какви се другите роми? Значи, тој македонскиот политички блок, ја мислам дека тука прави силни последици, силна манипулација прави со етничката заедница, со етничките заедници. Ние не можеме, до крај, не можеме, мојата партија, токму и тоа е препораката моја, деномија, која што стигна до ВМРО ДПМН, дека ОП партијата, ни во кој случај не ќе може да се помири со ВМРО ДПМН, да пристапи во коалиција, доколку Амди Бајрам повторно пристапува како кандидат во нивната листа. Тоа не го правиме поради личноста. Ние тоа го правиме поради таргет групата. Па ние имаме плејада интелектуалци, па ние имаме магистри, имаме ние доктори, па ние имаме таква силна генерација која што мислам дека тоа е веќе гордост не само на ромите во Република Македонија. Тоа е гордост на ромите и во целиот Балкан и во цела Европа. И сега ние да се затупуваме и да нашиот политички глас го персонализираме со една личност која штети директно на базата, тоа нека си го земат политичките партии во своите политички партии. И нека биде тоа кандидат на нивните политички партии, а не да биде лице и да биде представник или глас на заедница која што таа бара помош од нас. Ние сме, политичките партии, сме слуги на нашиот народ.
ние гласот што го добиваме од нашата етничка заедница, само можеме да служуваме за не, оти имали поголема чест, имали поголема дар, имали поголем поклон од граѓаните, кога на избори ни го дават гласот. Тие ви го дават тој сиромашен глас, за да квалитетно ги представувате нивните интереси, за да доследно се борите за нивниот напредок, за да доследно се борите против било кој стереотип или дискриминација на твојата етничка групација. Само малку ќе прекинам, бидејќи почнавте да говорите на интересна тема, кога говорихме дека постојат поголем број на политички партии на етничките заедници. 3 турски, 2 српски, неколку ромски. И 3 турски, 2 српски. Така? Така. Добро. А уште една реков дека има... О, видиш. Добро. Више у турско се чува во Србија. Но генерално тие се поделени на да речем условно во поголемите политички групации, едни сте се власт, другите се опозиција, така некако сте поделени генерално, иако мислам дека има и посебни случаи кај ромите, па имаше еден феномен дека иако бевте двете во рамките на една политичка групација со ВМРО ДПМН, на локалните избори имаше интраетничка конкуренција меѓу двајца кандидати кои што заедно припаѓаат на една. Така беше, господин Мустафа? Да, секако. Видите, мојата политичка партија веќе со години сака да трасира еден квалитетен политичко креирање на ромските интелектуални елити кои што се раѓаат секој ден. И ние во нашите кругови сакаме да им даваме една силна можност. Не е ниту Неждет Мустафа, ниту не знам кој е некој друг ром, алфа и омега во политичкото ромско движење. Ние сакајќи тој лош авторитет да го тргнеме дефинитивно од локалната самоуправа, дури решивме да излеземе на локалните избори и да се кандидираме, сакајќи да ја потврдиме желбата и определбата на ромскиот народ, дека не се согласува да има представник кој едноставно тоа не е гордост или пак доколку се задржува ромскиот глас под некое робство. Вие видите, ние не сме во афроамерикански период. А за да може некој да го задржи ромскиот глас, некој император да го задржи некој ромскиот глас во своја контрола. Локалните избори беа де факто една голема желба за промена во локалната самоуправа. Се е окей, ние можеме да прифатиме, тоа се све наши деца во Шуторизари, али не можеме неквалитетни деца со непотполно образование, со непознавање на релациите, закон, локална самоуправа и така натаму, да даваме доверба од 40.000 жители кои што живеат во локалната самоуправа и со тоа ние да се представуваме пред цела Европа дека имаме локална самоуправа со мнозинско ромско население. Знаете, Фаик Авди имаше една прекрасна изјава. Не може за еден арапин да изгоре цела Арабија. Арапинот надвор, Арабија мора да испадне, да остане цела. Значи, доколку некој смета во локалната самоуправа за нејзиниот развој, за нејзиниот урбанистички изглед, за развој на инфраструктурата, за поквалитетна средина на живеење, за она што го посакуваат граѓаните во локалната самоуправа, тоа ние не можеме да го стопираме. Може, како не, реплики. Значи, вие прашавте едно прашање како се однесува денеска еден политичар кој веројатно е загрижен за тоа кој има тој вокабулар. Јас тоа не го прифаќам. Затоа што навистина Македонија треба сега во мирни води да плива и да докаже дека навистина луѓе кои размислуваат другачие можат и идеолошки да бидат определени да бидат во било која политичка партија во Македонија. Од тука јас навистина сакам да изразам надеж дека обидот на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија да има на сите своји листи 6 изборни единици албанци кандидати кои се навистина способни, капацитетни. Јас сум сигурен дека тие ќе ги бранат интересите на албанците, така можеме тој еден навистина голем чекор да се направи една критична маса да почнеме за важните прашања во земјата да заедно мислиме.
да заедно одлучуваме. Вие сте опозиција, вие сте само во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Да. Затоа и овој политичар е загрижен, веројатно одреден број од гласачкото тело сега ќе бара уточиште таму каде што им се пружа шанса навистина да кажат што мислат за својата кауза во земјата. Ова со правичната застапеност, многу се зборува во Република Македонија, правичната и соодветна застапеност. Тоа е навистина како идеја многу прифатлива, што вика господинот Неждет, и создаде услови. Меѓутоа, за жал, тоа е во монопол на владеачките структури. Така да тука квалитетот и вистинскиот капацитет на поединците турци, роми и власти, за жал, не доаѓа Срби, не доаѓа до иза. Само оние кои имаат партиска книжка, кои се строго така потврднати, да речеме, потпаѓаат на влијанието на владеачките структури, ти имаат шанса да би затоа нашата администрација и покрај тоа што е голема масовна, за жал не е сервис на граѓаните во Република Македонија. Од тука бар не треба партиите да гледаат, него навистина сите оние критериуми што важи за јавните и државните административци да бидат така применети како што е во законот, а не по партиски клуч. Водите ли која бројка сметка колку турци има, колку не достигаат во одредени сектори во администрацијата? Да, сакам ова да потврдам до констатацијата за овие 10 години од примената на Орискиот договор, да речеме, порано околу 0,98% имаше турци застапени во сите административни и државни органи, сега тој индекс е некаде 1,98, околу 2%, меѓутоа рачунајќи дека порасна бројот на учениците турци, порасна наставниците, учителите и така, тој број не е соодветен, не е соодветства. Например, немаме раководни места во Министерство на внатрешни работи, немаме во надворешни работи, во здравството, а имаме квалитетни случници, признати случници, кои можат да служат и за себе, и за каузата, а првенствено за државата. Тие едноставно не можат таму да дојдат затоа што се попречени од ваквите партии кои се обидуваат на вештачки начин да создават своја војска во административните служби. И во врска со сиромаштијата. Значи, мене највише ме загрижува што порано во Македонија имаше, значи средната класа беше столб на државата. Сега за жал немаме средна класа, неждет. Имаме сиромашни. Сега видовте статистиката на Република Македонија, рече дека во Македонија има 26,7% сиромашни. Таа бројка не верувам. Статистиката навистина. Меѓутоа видов ја податок од Светската банка за турците, каде сиромаштијата кај турци е 45,7%. Секој втор турчин е сиромашен. И една голема бројка од 30% кои се на нивото, значи да преме тука едва издржуваат. Значи границата да преминат во сиромашни. Еден мал број живеат добро, ситуирани се добро, тоа не може да биде перспектива на Република Македонија. Додека не се ојача, не се стабилизира средната класа, не можеме да имаме радикални промени во позитивна смисла на зборот во однос на сите ситуации во земјата. Би се надобро, да. Видите, јас сум строго против клучот во Република Македонија. Ја верувам и длабоко сум уверен да и кај турците, и кај србите, и кај ромите имаат изузетно добар кадар, квалитетни луѓе. И од доктори наука до, магистри и така, факултетски образовани. Оно што е опасно за државата, сега и мораме ту да бидеме објективни, и опасно за државата да се нешто работи по клуч. Па се каже, мора толку у МВР да буде запослено албанци, толку срби, толку роми, толку турци. Опасна е тоа работа. Или министар мора да буде овој, од ова националност министар мора од овој. Министри и ова работа, и у секоја работа, бира се по афинитет и се бира по квалитет. Нормално, треба да се запази да има, пошто смо, се декларираме у ствари како мултиетничко општество, за да има во сите тие сфери запазено и од луѓе од помали ентитети.
ali ne možemo si da budemo uvoreni. Neko može da bude vo Ministarstvo внатрешни работи, neko može da bude vo zdravstvo, neko vo obrazovanje, ali da se rasporedi. Ali strogo sam protiv ključa. Se vide Ali koji će vodi smetka, da li ima dovoljno ili nema smetka? Zato postavljati kolektiviteti, verjetno partijite, za da može... To je. Vidite što je. Džabe da se bori, to vi je isto vo momentov. Vo momentov i od... To vi je isto kao da vodite bitka s ove trenjači. Apsolutno. Ali upornosta, ja i Sarač Besteme vo ista politička opcija i togaš konkretno koga insistira na nekoj mesta ambulantije, nema ambulanti, dobro je. Uradi, segašnja vlast stavi tamo ambulanti, asfaltiraše putevi i imam pečatok da nekogaš narod se tije što se vo selski sredini ili zapostavene sredini se raduva da ima izbori što poveće. Tek togaš će im se asfaltira možda po kilometar, dva, će im se napravi neka ambulantica i tek togaš profitirati, tek togaš može da dobijat nešto što je normalno. Što je normalno u 21. vek je smešno da pomisliš da građani nema. I tako Daj Bože da ima izbori. Obikolov pomalo jedno mesto na srpsko na jugu od Makedonije, vika super. Vikam, ovo je stvarno više su izbori. Super je, vika, sve koga se izbori po nešto dobijeme, ni vetat 5 kilometri, napravati kilometri. Sve te izbori, pa kilometar, vika i dobro je. Znači, vidite Малку сте противречни, господине Милетич. Се не ве разбрав. Од една страна водите една политичка партија. Тоа е еден колективитет кој што под дефолт треба да се грижи за напреднување на правата на Србите во Македонија. Без разлика дали се разликувате со другата партија многу или малку. А од друга страна видите дека ние не треба да по клуч да се работи. По клуч да се прима. Па не ли вие сакате што повеќе Срби да има сегдека во институција? Во ред е то. Во ред е. Знаете што? Не ме разбравте добро. Во ред е то. И треба да има што повеќе. Али се прават катастрофални грешки. Например... Не се води сметка за квалитетот, само се води сметка за бројот. Тоа сака да кажете. Сад мене исто да ми ставите, јас сам сликар и уметник, ви мене ќе ме ставите хирург. Затоа стануваат партиите бироа за вработување, бидејќи само... Така е. Значи, во тој контекст ви кажав, значи не се води сметка каде, кој кадар треба да се размисли, него едноставно е на јуриш, што вика Сарач, партиска книшка, дали од ова партија, и на јуриш гурај, само не е битно што си по струка и дали можеш да одговориш соодветно на таа струка. Сега се дешаваат чудни работи се дешаваат, да се извинувам. Например, сега во владата, да речеме, имаше смена на еден министер од редовите на турците. Тој е скромен дечко, образован, навистина за задачата која беше поставена одговараше. Битоа заради натешните партиски превирања, кога е надвор од земјата, замислите како работи демократијата во Македонија, тој е сменет по брза постапка во собранието на Македонија и место него се носи матичен лекар за инвестиции за носење од Турција. Како уште еднаш не разбрав? Па Фуркан Чако, министерот од радовите на турците, беше пред 2 недели во последната седница сменет од своето работно место, да речеме министер, а беше надвор од земјата. Ништо не кажува, зали се огрешил, злоупотребил положба. Неверојатно, неверојатно. Е тоа, значи позицијата на партијата да тоа не може да се на така лесен начин да се трошат кадри не е можно. Или сега ќе смените тамо тој завршен менеджмент во Анкара, постдипломец, и сега ќе поставите еден друг што е вам блиску, тој е лекар по професија, матичен лекар. Треба да носи инвестиции од Турција. Ја молам, навистина неприфатливо. Неприфатливо. Јас жалам за ова работа. Значи 20 ме се лични пријатели, вака ги познам, ама тоа не може да ги задоволи апетите на турците. Турците не можат од такви пропели да имаат очекување. Имате дополнување? Сепак, овие теми што ги отвараме и што ги говориме вечерва тука, се теми на кои што ние во нашите партиски кругови треба да ги решаваме
и во еден меѓунаш партиски, дали ромски диалог или српски диалог, да се решават. Одминете се, ние можеме вечера да говориме и на многу пошироки празни теми. Суштински каде ни е местото и каде ни е успехот на етничките заедници во Република Македонија. Сметам дека на сите ни е познато дека правда или проблемите никој не ми ги решава, ниту па некој би ги сервира. Нашиот пристап на политичките партии е многу важен. Каков пристап ќе имаме во институциите кои што ни се достапни и на кој начин ќе бараме тие да се решават. Доколку имаме такви познавања, институционални познавања и доколку инструментот одделението за имплементација на рамковен договор. Тоа е нашиот, тука е нашата иднина. И ние, барем за ромите, велам дека тој инструмент, тоа одделение придонесе за нас ромите, барем за овој период, објективно, како во ниту една друга држава тоа да го имаме во Република Македонија. Не дека сме ги решиле нашите суштински проблеми. Не дека сме ги решиле. И покрај големите успеси на декарата кои што ги направив, нема град во Република Македонија каде на најтесна улица влеговме и ставивме асфалт, ставивме вода. Им помогнавме на граѓаните таму каде што со децении беше сон. Но нашиот институционален пристап во иднина, каков ќе биде и нашиот пристап со политичките партии кои ја креираат политичката иднина во Република Македонија, тоа е многу важен. Доколку тука македонските политички блокови, за кои сега, барем така, сите ние бараме коалиција со двата македонска политичка блока. Што тоа не е ни спорно, па зошто, само момент, што тоа не е спорно, па зошто некој ден да не се направи коалиција и со ТУИ? Или со некоја друга политичка албанска партија. Но во интерес на целокупна актуелна ситуација, најголема тежина припаѓаат на нашите инструменти за преговарање. Дека преговарачките тимови кои што влегуваат со македонските политички блокови, тука е тежината и иднината на нашиот етнички етникум. Ако авантуристички, персонално, со одредени лични интереси влегуваме во преговарачкиот тим, ние во тој случај гласот што ни го дават нашите граѓани е злоупотребен. Неждат, отворивте интересна политичка тема. При крај сме во третиот блок, сакам само за тоа да посветиме малку внимание. Одиме уште еден блок реклами, а потоа сакам со сите тројца за уште 10 минути колку што им останува оваа тема што ја наметнавте да ја отвориме и затвориме за 10 минути. Еве не во последниот дел од аргументи, малку политички ќе завртиме работава. Говоревме делумно за тоа како овие представници на политичките партии и етнички го доживуваат мултиетничкото општество, но дојдовме дека до податокот дека тие сепак се политички организирани. Господин Милетич, во еден дел од одговорите рековте дека се залагавте за Македонија како една изборна единица, докато тоа не пројде и нема да пројде веројатно скоро, затоа што за тоа одлучуваат поголемите политички партии. Тоа па на некој начин ве тера вас помалите, без разлика дали сте етнички или неетнички партии, да се приклоните кон поголемата група на партии, бидејќи сега се групирате сите во генерално две големи групации на политички издружувања. Леви и десни, овие на Социјалдемократскиот сојуз и овие на владачката ВМРО ДПМН, вклучувајќи ги албанските партии. Каде вие гледате перспективата? Сега доаѓаат изборите. Вие како ваша партија, одите лево, десно, самостојни? Знаете што, врло брзо ќе се слушне каде ќе се одлучи Српска напредна странка. Перспектива, како ме прашате каде гледам перспектива, дали во левиот блок, дали од десниот блок. Ја гледам перспектива у млади луѓе, паметни луѓе кои се образовани, кои ги има Македонија, а кои многу и ја напуштија, за жал, Македонија. Од тој аспект гледајќи то,
Srpska napredna stranka već 3-4 godini priprema jedna mlada ekipa, mlad kadar da prezeme partija. Znate, sve ima svoj rok na trajanje i sve koje vreme nosi svoj trend, pa taka i politika ima svoj trend. Kada je gledame perspektiva? Ja vi kažem, znači, ovo je veliko prašanje. Ovo će da bude mrtva trka. Sve koji zbori da će da osvoji, jedna partija vika će osvojime toliko, druga partija će osvojime toliko. Ja mislim da će ovo da bude jedni od najteških izbora i izbori koji će da bidat su mnogo blisko glasovi, kada što imat šansi da odlučat ovije takozvani treti opciji, mada u Makedonija vidav me treti opciji, ne znam koliko gi vidav i ti je propadna. Ovoj pat mislim da ima šanse da odluči. Ali sepak mislim da ne sakam, ni da špekulam, sakam da budem otvoren, mislim da će da odlučuvat Albanci. To je tako fino skockano, da će neka politička albanska partija da odluči da li će si pravi vlada od desnica, da li će si pravi vlada od levica. Vi znači sve ušte ne znajete kada ili ne saopštuvate? Знаеме, уште такав е договор, уште е рано. Уште е рано. Како ви се односите со Гром? Тие најавија дека ќе одат веќе со ВМРО. Да, со ВМРО. Па како да кажем, лични односи и пријателски добри се. Сепак Гром е политичка партија која се одлучи и направи разговор со ВМРО. Ми не направивме разговор со ВМРО. Гром си има свој пат. Ние си, веројатно ќе да избереме, ние веројатно ќе избереме и свој пат. Може ќе да бидеме на иста линија, може ќе бидеме на супротна линија. Добро. Господин Сарач, вие рекрутирате со опозицијата, со опозицијскиот блок, така? Таму гледате дека ќе остварите овие цели задачи за кои што говорите, дека преку коалицирање со опозицијскиот блок ќе ги постигнете? Да, ние во коалицијата со СДСМ веќе сме од 2010 година, значи 6 години тука сме заедно, сме инвестирали доста во СДСМ и се надеваме дека очекуваме навистина тоа да се поврати со тоа што ќе бидеме дел од владеачката структура и во парламентот и во власта, затоа што сметаме дека навистина конечно, политичарите мора да носат одговорност во Република Македонија. За сега, за жал, нема одговорност од страна на политичарите и за банални грешки, банални ситуации, за жал, избегнуваат, а тоа не може да биде особина на државнички однос на политичарите. Друго, мора корупцијата да престане. Мора да се почитува законите и устав од Република Македонија, мора да владее правото, мора Македонија да биде правна држава и да врати меѓународниот углед. За жал сега ние сме далеко од евроатлантските интеграции и за жал сегашните власти менуваат оската. Значи ние стално упорно велиме сакаме да се интегрираме во Европската унија и безбедносните чадори како што се НАТО, меѓутоа во пракса бараме некои други решенија што не соодбесуваат со потребите на граѓаните или волјата на граѓаните во Република Македонија. Тоа не сме да направи, тоа е луксуз за една мала земја како што е Република Македонија. Ќе повторам, ние сме убедени дека Република Македонија има своја критична маса, конечно луѓето ќе се разбудат и ќе се особат од стегата, дека граѓаните имаат конечниот збор и дека навистина време е да се дојде до промена на режимот власта во Република Македонија, а со тоа да добија сите. Јас не сум за реваншизми, затоа што ние сме мала земја, треба се почитуваме, да се надмидруваме, меѓутоа не смееме и понатаму да Македонија тоне, особено со последните податоци за економската криза. Јас знам дека кога бев во парламентот, бруто задолжување на Република Македонија беше на вистина околу 28,7%, а сега е надминато над 50%. На вистина ние немаме такво богатство, ниту немаме такво богатство да можеме во брзо време да ги санираме овие работи. Ќе ни биде тешко, меѓутоа сепак
мора да вратиме власта на граѓаните, да те одлучуваат. Особено непотизмот треба да престане да има и не треба се создаваат кланови кои во иднина можат да ги пореметат и односите меѓу заедниците во земјата. Јас сум убеден дека критична маса постои во сите сои во земјата и тоа ќе се докаже. Се извинувам, правите некакви листи подлоби, утре има конгрес. Ние преговараме, уште конечно немаме, меѓутоа се надеваме дека Како турците ги најдат соодветно место на листите? Јас мислам дека мора да најдат. Мора да најдат. Конкретни преговори. Па има уште неколку дена имаме место за преговори. Има приоритет. Еве тоа пред малку што зборите, значи зависи од масата кој колку што нуди. Па таму не влезе ни една албанска партија, влегува поединци, така, поединци. Тоа исакнети луѓе кои можат. Али навистина овој, извини Сарач, овој модел сега што прави СДС. Отворен сум, мене ми се допаѓа. Не мора само да биде партиски војници. Дај да видиме, има независни интелектуалци кои се почитувани стручњаци, луѓе кои се докажани у научни области. Тие да стави на листа, тие ќе повеќат маса него што ќе да повеќе може еден партиски војник што више со години. Имаме многу пати платеници кои се представници на своите етнички заедници, меѓутоа ниту еден збор не кажуваат во парламентот. Такви представници може да бидат било која друга политичка партија. Тука е префиксот на овие политички партии кои се со национално обележје, пак ќе повторам, значи за нас е интересно да се одбранат колективните права и слободи. Да сме лојални граѓани на Република Македонија, не преку сила, оружје и отпор да го решиме случаевите, него навистина добронамерно, со толеранција, со меѓусебно почитување, уживање, а тоа во интерес на државата се разбира и граѓаните во Република Македонија. Ние сме убедени дека овој пат нема да промашиме целта, затоа што е интерес на Република Македонија и Македонија ќе го вратиме на вистинскиот колосек. Мораме да завршуваме. Неждет Мустафа, вие подолго време сте во коалиција со ВМРО ДПМН, со власта. Колку години сте заедно? 6 години. Дали сега продолжувате заедно вашата партија или вие лично или има некои промени? Вака, значи, би сакал тоа да го истакнам дека Обединената партија за еднаквост, значи мојата партија има многу силен багаж направено во изминатиот период, како партија која што успешно, делимично успешно, ја има имплементирано декадата. Тоа е голем резултат, преку 700 стипендии за средношколци роми, за прв пат да се дели. Некаде околу 650 деца внесовме во градинките со бесплатен дневен престој. Како што истакнавме дека од Велес па до Берово, Битола, Прилеп, нема град каде што не влеговме и не ја подобривме, него подобривме нивниот животен квалитет во областа на инфраструктурата. Тоа нашите роми го знаат, што и како поминавме овој период кој што измина. Како што рече и Милетич, ние тврдиме дека во Источна Македонија, од каде гласовите на ромите ќе преминат, таа партија ќе биде победник на овие избори. Дефинитивно. Во изборна единица број 3, од која партија ќе преминат гласовите на ромите, таа партија има да биде победник. Врз основа на тој силен багаж што мојата партија го има и направено и што го имаме авторитетот на граѓаните, гласно говорам околу оваа позиција, нашите преговарачки тимови се уште се активни и мислам дека за ден-два ние официјално ќе испаднеме со нашиот официјален став. Господа? Вака да нешто интересно. Значи, од обиколката на теренот, можам со сигурност да тврдам дека овие избори имаат голема веројатност да бидат многу прљави. Иако што ние навиваме да бидат тие кредибилни, демократски фер, меѓутоа, за жал, оние што сакаат да задржат власта од една страна, употребуваат сите можни средства што е можно, а од друга страна па и оние што сакаат да дојдат до промени, навистина се обидуваат со сите сили да направат навистина нешто промена кои ќе значат многу за Република. Од тука, мислам дека гласот на оној што со своја волја ќе даде за идејата на Македонија и гласот што ќе биде купен едноставно или запретен не е ист.
Например, ние сега во два наврати, во 2 месеца, не сакам Мораме да завршиме. Да. Значи имаме изборни штабови, направени договори кај нотари дека после 2-3 дена доаѓа до отказ, затоа што отворено кажуваат дека има силно влијание, има властите. Не можеме да издржиме. Ќе не разбирате. Тоа не знаеме, тоа е ваш збор, веројатно сите сте на терен сега. Каква доаѓаме ситуација да мора да браниме едни или други, или ВМРО или СДС. Ви благодарам што бевте гости во аргументи. Мислам дека не кажате се што имате да кажете, во еден час, бидејќи подолго време ве нема во медиумите, можеме да говориме и за етникумите и за политичкото организирање. Тоа се две различни теми, ние ги ставивме во едно, но мислам дека за почеток е добро. Благодарам што одвоите време. Ние ви благодариме, навистина ни дадовте убава шанса. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието. Добра ноќ и пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија.